Ова беше година исполнета со големи, сериозни, тешки последици од пандемијата. Ова беше година која исто така ја одбележа низа други кризни состојби, вонредни состојби за човекот, за човечката цивилизација низ целиот свет, а тоа беше и една ситуација, состојба во која имавме трагични последици од ова тешка пандемија, меѓутоа и трагични последици, сериозни последици по општеството, по политичката култура, по јавноста, воопшто и од инфодемијата, а тоа е состојба во која дезинформацијските кампањи го загрозуваа животот на луѓето на различни начини, ја загрозуваа стабилноста и безбедноста на државите и го успоруваа текот на активностите, на операциите потребни за да се бориме против COVID-19. Ова беше година во која ниту војните, ниту терористичките напади, крвавите терористички напади не ја одминаа, не го одминаа новинарскиот, односно агенцискиот тикер. Видовме многу трагични последици од тоа што подразбира една војна или пак терористички напади. Тоа што ја одбележа оваа година исто така може да се каже дека се и низа други подобри околности. Во целата неволја видовме една многу силна потреба на човекот да се солидаризира, да помогне на другите. Тука завршуваме една година во која солидарноста, човечноста, хуманоста се покажа дека се уште се дел од човечката цивилизација. Тоа го видовме и во рамките на Европска Унија, го видовме и во рамките на секоја држава посебно. Видовме низа примери, безбројна низа примери од тоа како луѓето кои на различни позиции на кои се наоѓаат во својот живот, во општеството, со различни потекла, покажаа една силна човечна димензија, една потреба да му помогнат на другиот. Многу луѓе покажаа дека се всушност херои и хероини на денешницата. Нема потреба да бидат под светлината на рефлекторите за тие да ја покажат својата човечност и за тоа треба да им се оддаде признание. Најголемо признание во текот на изминатата година треба сепак да им се даде на сите кои се поврзани, на сите кои работат во здравствениот сектор. Доктори, медицински сестри, медицински персонал воопшто. Се разбира, не помалку пожртвуваност и храброст покажаа и многу други луѓе кои работат во други сектори. Според секторските реформи што ги предложи Франција, ние ќе останеме далеку назад на опашката на план на образование и иновацијски развој ако не се спроведат овие реформи. Значи, се надевам, очекувам и се надевам дека кај нас ова ќе биде главниот процес во општеството идната пролет, идната година и дека со тоа ќе фатиме некаков приклучок со речиси идентичните процеси, само на повисоко ниво кренати, што се одвиваат на ниво на земјите членки на Европска Унија и другите рамноправни членки на истражувачката област на Европа и високообразовната област на Европа, во кој што ПАТЕ Македонија е рамноправен член. Од моја страна јас би рекла дека јас мислев да зборувам од перспектива на жена во политичката партија, затоа што правата на човекот впаѓаат во правата на жената, впаѓаат во правата на луѓето, на човекот. И како Хилари Клинтон рече во Пекинг во конференцијата 1995 година, ова што го кажав, може би ова беше цитирање на тоа, правата на жените се правата на луѓето. И јас се соочив со тоа да моите права бидат скратени баш поради тоа што јас бев жена.
зборам оптимистички и мислам дека сите ние треба овој период, посебно првите месеци на 2021 година, да и апелираме, да инсистираме што помалку да има лажни вести во општеството, што повеќе да инсистираме на нашите пријатели, луѓе кои ни веруваат, на нашите сограѓани дека треба вакцината да се прими, да нема никакви дилеми во тоа, да им дадеме предност нормално на тие групи кои што се позасегнати, посебно здравствените работници, посебно луѓето кои што работат и се во комуникација со повеќе луѓе, на возрастните луѓе, на ризичните групи и на крај да ги оставиме тие кои што се најмалку засегнати од пандемијата, тоа се помладите деца, поздравите луѓе. Ја мислам дека во Македонија веќе повеќе од половина од населението ја помина, веќе има природен имунитет, меѓутоа таа половина која што е во ризични групи, тие кои што највише ги чувавме, да им дадеме предност и да ги мотивираме да се вакцинираат. Ја се надевам дека и повеќето луѓе кои што имаат влијание во општеството, како што се случува во Америка и во повеќето држави во Европа, да челниците на институциите први јавно да ја примат вакцината, за да ги убедат и да не остават никакви дилеми кај луѓето дали треба или не треба да ја примаат вакцината. Ја повторно сум оптимист дека со стабилизирање на состојбата ќе се стабилизираат и некои работи генерално во државата и врз финансиите и врз целокупното функционирање. Свесен сум дека огромен број на луѓе поради кризата останаа и без работа. Се надевам дека и тоа што ни беше цел, имавме две цели, барем јас како човек зборам, без политика. Првата беше да бидеме дел од НАТО и сега за среќа Македонија е дел од НАТО од минатата година. За жал, не поради наша кривица, не сме дел на Европската Унија. Не ги започнавме преговорите со Европската Унија. Јас сум многу оптимист дека после изборите во Бугарија, тоа е, ако не се лажам, некаде кон крајот на март, ќе најдат демократски капацитети и другите европски држави да покажат дека навистина Европската Унија е унија на повеќе демократски држави кои што нема да вршат притисок кој што е нонсенс или нелогичен врз еден народ, врз една држава која што сака и претендира и дава се од себе за да биде дел од тоа европско друштво. Она што би сакали и ти активно веќе учествуваш во тоа, меѓу медиумите да ги замолам, ајде да зборуваме за позитивните приказни. Факт е дека младите се селат и факт е дека тоа е глобален феномен. И треба младите да искусат како е да се работи во странство, да го добијат тоа искуство. Но да не ги забораваме она што ја ги нарекувам македонските стартап херои. Луѓе за кои, верувајте, многумина знаат, а креираат локални продукти кои што се продаваат глобално. Ние мора да им дадеме простор и ние како влада, и вие како медиум и организации да зборуваме за овие компании, бидејќи ако некој ќе ја промени перцепцијата за нашата земја, се токму тие. И со развојот на дигитализацијата и пред да се случи COVID-19, веќе се создадена нова работна снага на луѓе кои што работат ремоут, значи не работат во канцеларија, имаат договор со компанија, си работат од дома, значи тие самите одлучуваат каде ќе работат и дали ќе идат во канцеларија, дали ќе останат во Америка, дали во Англија и така натаму. Сега што се случи особено со COVID-19, многумина од нив се запраша, чекај, моите примања се толку. Ако живеам во Париз или во Лондон, трошковите за стан за живење ми се толку. И веќе почнаа да размислуваат, чекај, дај да одидам да живеам во нека друга земја. Ова ми се примањата, во таа земја ќе имам многу поквалитетен начин на живот. И ова е еден тренд што го започна Естонија. Во моментов Грузија активно го работи. Грузија има отприлика 850 дигитални номади, странци кои што работат за странска фирма, меѓутоа одлучиле да живеат во Грузија. Значи тие не работат во Грузија, туку живеат во Грузија, а пред некој месец, не пред некој месец, туку пред 2 недели Хрватска тоа го направи. Така да во моментов Грузија и Хрватска на еден начин се земјите кои што ја креираат таа дигитална номад стратегија. И сега што се случува? И пред да станам директор на фондот, со моите пријатели од Стартап Македонија, организација која што на еден начин работи со македонскиот стартап екосистем,
почнавме да добиваме информација дека во Охрид има многу дигитални номади, дека во Скопје доаѓаат странци кои што не се туристи, значи луѓе кои што ги виделе условите за живот во Македонија, си направиле математика дека поевтино е тука кирија, храната е поевтина, ресторани се поевтини, имаат одредени примања и се одлучиле да живеат тука. Сега ние тоа може да си остане така, кој сака нека си дојде, нека седи тука 3 месеци, после тоа мора да замени од државата, нели? Ние тоа сакаме малку постратешки да го правиме и веќе работиме и МВР е тука вклучена за стратегија за дигитални номади. Тоа што значи дека на луѓе кои што имаат remote work, односно работат некаде, за некоја друга фирма, ќе им овозможиме да живеат, да дојдат да живеат во Македонија и да добијат дозвола за престој врз база на економски интерес. Се мисля до светот, до светските движења, има многу нови работи. Јас се обидов да направам некаква селекција, не знам што поправо да се каже, меѓутоа еве од IT гледна точка, да кажам дека во следнава година ќе видиме exascale или exo компјутери. Тоа се компјутери кои што се 1000 пати побрзи од претходните, ги предводи IBM, но тука се и кинезите и корејанците. Зошто ќе битни такви брзи компјутери? Затоа што со екзосcale компјутерите ќе биде возможно да се симулира работата на човековиот мозок до ниво на неурон. Освен што ќе може да се симулира, ќе може да се истражува како функционира мозокот, но уште повитно многу ќе придонесе во развивањето на вештачката интелигенција и на модели за предвидување, на разни работи, како што е временска прогноза, како што е разни катастрофи и така натаму, економски предвидувања и сето тоа, тука и ние, со екомонитор, пак да си го спомнам, значи имаме предвидување на загадувањето, со употреба на вештачка интелигенција и машинско учење. Сето тоа не би било можно да имаме доволно брзи компјутери, а светот оди во една нова сфера на брзи компјутери кои се наричуваат квантни компјутери, каде што во следнава година очекуваме и комерцијално вклучување на квантните компјутери во економијата, каде што овие компјутери со многу мал волумен ќе можат да избиваат многу милиони и стотици милиони операции за секој ден. Тоа навистина ќе ни го смени животот на сите, веќе ни го смени, затоа што вакцините кои што ги имаме за COVID овие денови се актуелни, всушност се создадени најголем дел од тие вакцини со помош на вештачка интелигенција и машинско учење. Без нив немаше да биде можно за толку кратко време да се создадат вакцините, кои што се надевам наскоро ќе бидат и тајна. Ние имавме извънредно брз циклус на создавање на вакцините, но без овие квантни компјутери, без екзосcale компјутерите, тоа немаше да биде можно. Од другите настани кои ги очекуваме 2021 се водечки настави е Марс. Значи НАСА ќе го приземни, ќе го примарси својот ровер на Марс, очекуваме Персеверанс, роверот да биде таму. Кина ќе прати својата прва мисија на Марс. Имаме прва арапска мисија на Марс, а Индија ќе го направи со прв лет во Вселената со своји собствени луѓе астронаути. Така што истражувањето на Вселената е втора голема работа која што ќе ни се случи во 2021. Едно ги очекуваме, се надеваме Олимписките игри во Токио, имаме и други големи и добри работи, например, во 2021 најверојатно ќе имаме дека процентот на преживување од 5 години на рак на дојка се приближува до 100%. Тоа значи дека во првите 5 години нема да има смртност на болните од рак од дојка. Исто така постигнато со помош на суперкомпјутери и на вештачка интелигенција. Имаме и други ствари, како што се пилули за контрола на раѓање за мажи, тоа се очекува 2021, и кога имаме првиот вештачки бубрек кој што ќе биде
пресаден, условно речено вграден во човечко тело. Мислам дека имаме возбудлива година пред нас и дека ќе биде многу подобро пред нас. Заради целиот застој што се случи и годинава, но повеќе заради бугарското вето или помалку заради короната, за жал мислам дека ќе стагнираат и голем дел од прашањата со кои се занимава граѓанскиот сектор, од поддршка на лицата со загрозени групи, рандливи групи што велим или со посебни потреби или слично, до прашањата на родова еднаквост, на говор на омраза и слично, дека тие ќе имаат помал приоритет, бидејќи имаме поголем проблем, нели, и од едната причина и од другата, и од здравствената и од политичката. Така да сметам дека делумно или дури позначително граѓанските организации ќе бидат фрлени на маргините на општествените движења во следната година, бидејќи покрај овие две што ги реков, очекувам дека ќе се случи трета поголема криза, тоа е економската, која ќе биде ефект на здравствената, но со нивото на задолжување кое го направивме во оваа година и се планира за дефицит за следната, мислам дека ќе дојдеме до границите на економски колапс и дека тоа ќе биде приоритет за спроведување на владата, меѓутоа и на граѓаните со вработувањето, со одржувањето на приходите и стандардот на живот, така да за жал не очекувам светли денови за граѓанските организации, но тоа се исто и шанси за покажување и демонстрирање на својата вредност и да во кризни ситуации секогаш граѓанските организации истапувале и помагале на државата да се справи со тие кризи. На планот на жените, прво сите закони да бидат почитувани. Сите да бидат почитувани во целост. Тогаш ќе имаме еднаквост, односно женските права ќе бидат човекови права. Втората работа, очекуваме нови подобрени содржини на законите за семејното насилство, нов закон во подготовка. Се тие сигурно 21 година ќе бидат во функција, исто така за еднаквоста меѓу мажите и жените и родовата перспектива. Исто, значи, ги очекуваме, а зошто се толку битни? Битно е да ја сватиме суштината на постоењето на законите и почитувањето на законите, за да можат жените да ги завземат вистинските места според својата желба, определба и позиција, за да не мораат да бидат последните на стеблово на дрвото, каде што при пандемијата, како што беше сега оваа година, беа отпуштани секогаш повеќето и поголем број на жени, не заради тоа што се жени, туку заради тоа што имаат позиции на работни места кои што лесно отпаѓаат. Тоа не го заслужуваат жените во нашата држава и затоа ги немаме во извршната власт доволно, а имаме доволно жени, квалитетни, подобрени, со знаења, со умешност. Втората работа, исто така, 2021 година ќе бидат локалните избори. Моите очекувања се од сегашните 4 жени градоначалнички да имаме 40 жени градоначалнички. Имаме можност, имаме капацитети, имаме работа со жените. Ние заедно со Агора работиме сега на жените од локалните заедници, каде што лобирање и застапување токму и согледување на состојбите и потребите во своето локално место и како да им придат на локалните власти, но истовремено да бидат подготвени и да ги завземат позициите во локалната власт. Не говорам за советнички жени, бидејќи тоа е со квотата ставено во законот за избори. Но бидејќи го немаме во законот за градоначалнички, лобирам и се залагам, а тие можат тоа да го направат. Ние во Македонија имаме способни жени, барем еве земете ја позицијата сега на жените кои што држат одредени позиции. Видете, да речеме, Народна банка, УЈП министерки кои што имаме, со каков жар, со каков квалитет, со каков капацитет, со каква одговорност
го работат тоа. Никако со тоа не сакам да ги занемарам капацитетите и квалитетите на машката популација, но да не заборавиме, половина од популацијата во нашата држава се жените. Тие заслужуваат вреднување и заслужуваат според својата определба и желба, а ги имаат условите, ги имаат капацитетите да го завземат и тоа место. Затоа апелирам 2021 година да направиме, да бидеме лидери во регионот, бидејќи ние пред 2 децении бевме лидери во регионот по жени избрани во парламентот. И денеска е на завидно исто, добро ниво, секако може подобро, секогаш, но затоа можеме и на локалните избори 2021 година, значи имплементирање на сите закони, подобрување на законите, повеќе жени избрани за локални градоначалнички, но исто така помал број на жени жртви на семејното, односно родово базираното насилство или сексуалното насилство. Во државата постојат и центри, и СОС телефони, постојат поддршка на институциите, но институциите, што очекувам јас во 2021 година, да отворат повеќе сервиси, за да можат да помогнат на надминување на стереотипната улога на жените. Грижата за децата, грижата за стари, изнемоштени, болни, и тука треба да има субвенции, за да можат жените да се оттргнат од таа стереотипна улога и тогаш тие нема да се снебиваат при завземањето на високите позиции, како што на оваа сесија ја слушнавме дискусијата на поранешната пратеничка од Штуловиот универзитет. Тоа е редок случај и со почит што професорката го искажа својот став и своето мислење, но во нашите разговори, во нашите редови, ние често разговараме и не е единствена жената која што всушност го има истиот проблем. Затоа треба сите да се заложиме, сите да им створиме услови, а тоа може само државата. Во ова, според нас, многу значајна конференција насловена Перспективи 2021, да ги подсетам тие што не следат дека ова не е прва конференција од овој вид. Обично на крајот на годината или на почетокот од годината правиме една ваква конференција. Предходните настани кои беа во организација на Цивил во рамките на Freedom Festival, фестивалот на слободата, исто така има свој аспект кој се однесуваше на перспективите во 2021. Тоа се сите оние панел дискусии, конференции кои се однесува на пописот, на социјалната правда, на дискриминацијата, на изборите и на низа други теми кои беа покриени во текот на декември, практично месецот на човековите права според Цивил, нели, кога е и 10 декември меѓународниот ден на човековите права.